Портокалите и зелената салата се трошат како тазе локум во првиот петок од февруари на пазарот во Штип. Со легнувањето на новите месечни примања, граѓаните здивнаа и си дозволија да купат повеќе отколку во изминатиот период. Кесите се полнеа, а тезгите брзо се празнеа. Иако цените за многумина се уште се високи, сепак одредени купувачи не се откажуваа. Продавачите велат дека ваква раздвиженост одамна немале. Па зеленушки земаме, кромиче, салати, па спањаче и јајца и така натам. А? И Магданос, сите тие работи. Цените реални ли се земаме пензија? Нешто има и поскапо, нешто у нормал како минатиот петок. Компири, спанаќ, не скап. Граши да земе. И зеленчук нешто, кромиче, салата, зелка, тоа, иначе нека. Истите луѓе, истите трговци. Цените? Цените се договарат само се еден с друг диктирани цените. Нема цена, дечешка таа е поевтина која е договорени за сите меѓу себе. Скапо е, огени пламески цените. Скапо е. Цените како сите цени. Добро е. Еве земаме пензија. Прашете некој, добро е, прашете некој. Јас грози купи 80, цело лето беше 80, сега у февруари месеца, добро е. Новиот месец е нова надеж и за продавачите. Велат задоволни од поборувачката, бидејќи граѓаните масовно доаѓаат и купуваат од се по нешто. Моментално на пазаришето се побарува највише мандарина, портокал, исто имаме банани, киви, јабуки. Зеленчуки имаме исто патниџан, краставици, марула. Цените како? Па скромни се цените, портокалови е 6 денара, мандаринката е 80, 70, бананата ви е 80 исто. Марулата е 50 денара, краставиците се само малку поскапи, 200, 180. Јабуката се движи од 70 до 50 денара. Значи, убава јабука, 70 денара ти е. Има ли побарувачи? Па, денеска малку по-добро е. Има побарувачка затоа што зема, нели сега пензии зема. Добро е, после празникот сега добро е. Инаку покрај другото, овој петок се бараше и свежи домашни јајца, кои се продаваа по 15 денари за зрно. Се продаваше домашно млеко, чаеви, тиква, изобилство на чаеви, како и многу разновидни зачини за во кујна.